Поздрав до сите вас, драги пријатели, драги браќи и сестри. По 8 пат нова серија од библиски предавања кои ги отпочнавме минатата сабота. Навистина, времето многу брзо помина. Еве, вечерва ќе имаме 9-то предавање, бидејќи предпладно имавме едно. Секој вечер ни откривавме по една тајна. Значи, секој вечер, според Библијата, ние откривавме тајни на Божјата драма. И би сакал посебен поздрав да упатам кои вечерва ни се придружија нови лица, гледам. Сите сме добредојдени и се надевам дека и ова предавање ќе ни помогне да ги откриеме големите вистини на Светото Писмо. Еве да се запознаеме само со неколку теми кои ги имавме овие денови. Вие кои не бевте, првото предавање зборуваше за тајната на човековото потекло. Видовме од каде потекнува човекот и што зборува науката за потеклото на човештвото. Потоа, во недела зборувавме за корените на грешниот живот. Ја откривме тактиката на ѓаволот. Како ѓаволот делува, како ги поставува своите стапици, кои се последиците на непослушноста. Во понеделник зборувавме за решението што Господ го имаше за гревот. Адам и Ева погрешија, но тие не останаа вечно во Едемската градина. Бог најде решение. Иако мора да ја напушта таа Едемска градина, но сепак денеска Бог нуди решение и за тебе и за мене. Видовме дека човекот не е безвреден. Во вторник зборувавме за како Бог зборува со јазикот на сите народи. Зборувавме за символот на змијата, дека змијата е символ на ѓаволот. Меѓутоа, видовме дека Мојсей во пустињата подигнал змија од бакар и секој израелец кој со вера погледнал во таа змија бил излекован од змиите кои ги каснувале додека патувале низ пустињата. Потоа зборувавме во среда за Спасителот на сите луѓе. Видовме дека Исус го отворил патот кон животот и ние не мора да останеме вечно во гревот. Ако се покаеме, ако ги признаеме своите гревови, Бог е кадар да ни ги опрости. И сеќавате она море што го спомнавме, оне океан, каде ги фрла Бог гревовите наши? Во длабините морски. Колку беше километри ова море, овој океан што го спомнавме? 11 километри, така? И Бог што напишал таму на таблата? Забрането ловење. Така да Бог, односно Исус е спасител на сите луѓе. Во четврток зборувавме кој беше ставен на таа обвинителна клупа. Кој беше ставен? Бог, Божјот карактер. Сатанат ќе не оптужи, тој ќе дојде со цела папка на твои и на мои слабости и гревови, меѓутоа ако сме се покаяле, Бог, Исус Христос, доле ќе се потпише и ќе пише опростено. Синоќа зборувавме дека ние како луѓе се наоѓаме во таа вселенска чекална. И додека чекаме, што треба да работиме? Што треба да работиме? Треба да правиме добри дела. Од друга страна рековме дека Господ не досни со своето доаѓање. Видовме кој ги надгледува настаните во светот. Денеска предпладне зборувавме за, одговоривме на прашањето дали Исус ќе го одржи своето ветување. Многу луѓе ни ветуваат, па и ние некојаш ветуваме, но не сме кадри да го исполниме тоа што сме го ветиле. И вечерва ќе формираме и последната алка, почитувани од овој синџер од 9 предавања. Јас затоа спомнав да бидеме редовни, ако е можно, за да добиеме една целосна слика, еден целосен синџер од 9 алки. Но, ако некој од вас беше спречен, предавањата се снимаат и веќе може да ги гледате на YouTube во вашите домови. Вечерва пред нас е нов предизвик. Ќе зборуваме за вечниот дом, односно каде се наоѓа денеска Исус Христос. Што работи денес Исус горе на небото? Додека ги проучуваме големите вистини на Библијата, почитувани, разбираме дека Бог така убаво ги средил работите. Кај Бога нема ништо случајно. Се е кај Бога предвидено. Како еден златар кој го украсува накетот со убави диаманти. И ние се восхитуваме на тоа ремек човечко дело. Денеска ќе го погледнеме настанот кој ќе престои. За овој настан сунувале и Аврам и Енох. Всушност Енох е веќе горе на небото. Неговиот сон се остварил. Меѓутоа, останатите патриарси и пророци копнееле за тој ден што ние денеска ќе го проучуваме, односно настан кој ќе следи наскоро во иднина. Самиот почеток, сакам да ви открием нешто, дека ќе има среќен крај.
Значи, нема да биде, ние синоќа зборувавме дека ќе има неволји, ќе има проблеми, ги третиравме знаците во природата, односно светските збиднувања, дека живееме во еден сив свет кај што се случуваат огромни чуда, односно неправди на луѓето, страдат луѓето во војни и во проблеми, но сепак на крајот ќе има среќен крај. Бог ќе се потпише на крајот со својот потпис. Ајде да одиме вечерва да размислуваме за еден пример, за една зграда. Ова зграда се вика Empire Building е облакодер, кој станал символ на градот Нью Йорк. Зградата, знаете колку е висока? Ова зграда е висока ни малку, ни повеќе 442 метри. 442 метри ова зграда е висока. Има 6500 прозорци. Самата должина на телефонските кабли кои се инсталирани во ова зграда изнесува 6200 километри. Отприлика кое е растојание 6200 километри? Многу долго. А должината на водоводните цевки е 90 километри. Замислете како е таа огромна зграда. Зградата има 73 лифта и отворена е за посетителите преку цела година. Околу 2,5 милиони туристи годишно ја посетуваат таа зграда. Еден татко со својот син одлучил да отиде и да го прошета и да се качат на највисокиот врв на таа зграда. Да уживаат во тој панорамски поглед од највисокиот спрат. Од 85-тиот спрат можело да се гледат бродовите кои од копното биле оддалечени 60 километри. Замислите, на 85-ти спрат и може да видиш во простор од 60 километри да ги видат бродовите. Од 102-тиот спрат, под услов да нема магла, можеле да ги видат бродовите кои биле оддалечени 120 километри. Тоа е негде преко Докуманово, можеби и подалеко од Кавадарци. Таткото сакал на синот да му овозможи едно прекрасно искуство. Синот дотогаш бил само во една зграда која била висока некаде со 40 спратови. И влегле во лифтот, ова е лифтот, влегле внатре, а тие лифтови се движеле со неверојатна брзина. Многу брзо се движеле. Набрзо стигнале до 40-тиот спрат, а за неколку секунди биле до 50-тиот спрат. Потоа 70, 80, 90, така брзо се движеле со лифтот. Тогаш синот пошел да се загрижува. Го повлекол таткото за рака и му рекол: тато, дали Бог и ангелите знаат дека доаѓаме? Детето мислело дека брзината на лифтот со кој се движеле ќе ги однесе до небото. Почитувани, дали Бог знае, дали Исус Христос знае дека ти и јас одиме кон небото? Не постои лифт изработен од човечка рака кој може да не однесе до небото. Кој е единствениот кој може да не однесе до небото? Исус Христос вели: јас сум пат, вистината и животот. Единствено Христос е тој кој може и тој ќе го стори. И затоа ние како христијани, кои читаме Библијата, го очекуваме неговото враќање, и тој ќе го поведе својот народ не со лифт, туку на облаците тој ќе не земе и ќе бидеме заедно со него. Всушност, Исус Христос вели дека не врежал, тој стиго читавме во минатите вечери, не врежал во своите дланки. Рековме дека Исус не ги врежал грешните во левата, а праведните во десната. Не. Сите ние сме праведни пред Него. Сите ние сме деца Негови. Само едни се послушни, а едни се непослушни. Но на крајот судбината ние ќе си ја решиме како луѓе, бидејќи Бог од своја страна го отворил патот. Но што се случува, почитувани, кога Исус се молел во својата молитва? Ајде да проследиме. Оче, сакам и оне што си ми ги дал да бидат со мене каде што сум јас, за да ја гледат мојата слава што си ми ја дал, зашто ме возлюби уште пред да се создаде светот. Овде Исус се моли за тебе и за мене. Прекрасна молитва. Исус не е себичен, почитувани. Гледате тој што вели: сакам и тие да бидат со мене каде што сум јас. А во претходните вечери читавме кога Исус се вознел, каде седнал? Од која страна на Отецот? Од десната страна. Тој со Отецот и Светиот Дух заедно
планираат, заедно размислуваат и секој има свој дел во процесот на нашето спасение. Навистина прекрасна молитва. Исус се обраќа до својот Отец и му вели: татко, оние кои си ми ги дал, да, оние кои одлучиле овде нова земја, значи одлуката е наша, почитувани. Ние со својата слободна волја треба да одлучиме ќе бидеме ли со Христа или против Него. Исус вели: оние кои одлучиле да бидат дел од моето царство овде на земјата, сакам и тие да бидат таму каде што сум јас. А каде е денеска Исус Христос? Каде се наоѓа? Рековме дека Исус се вознел. Тој точно знаел каде оди. Ајде да ги прочитаме следниве зборови. Исус рече: не допирај се до мене, зашто уште не сум се вратил кај мојот Отец. Туку отиди кај браќата мои и кажи им: се враќам кај својот Отец и вашиот Отец, кај својот Бог и вашиот Бог. Гледате, тој е наш Бог. Тој е наш Татко Небесен. Исус на Марија, односно на жените кои сакале да го допрат, биле радосни, зашто 3 дена биле без учителот, без Спасителот. Исус вели: чекајте, уште не сум се вратил кај својот Отец. И навистина Исус заминал горе на небото, кога е завршил својата мисија или својот прв дел од таа мисија, зашто Исус треба да дојде по втор пат и конечно да ја заврши својата работа за нас овде. Оче, сакам и оние што си ми ги дал да бидат со мене каде што сум јас. Вистина, овде имам уште една молитва. Оче мој, ако е можно, нека ми одмине оваа чаша, но некако јас што сакам, туку како ти. Што мислите, почитувани, кога Исус би ги променил молитвите? Кога првата би била втора, а втората кога би била прва. Како ние тогаш би се однесувале? Што би било кога Исус би кажал: татко, сакам да ме одмине оваа чаша? Најверојатно Исус би се вознел горе на небото, би се вратил, а ние би останале вечно грешни на оваа земја. Би боледувале, а не би умреле. Едноставно би останале вечно на оваа земја грешни. Но Исус се моли во првата молитва: татко, сакам и оние што си ми ги дал да бидат со мене каде што сум јас. Дали сакаме да бидеме, почитувани, дете Божје? Не е седно како ќе одговориме на ова прашање. Некој може да одмамне со рака и да каже: не ме интересира тоа. Можеме, но губитокот ние ќе го поднесеме. Јас синоќа спомнав со некого, кога разговаравме горе во горната просторија, повеќе се исплаќа да веруваме во Бога, отколку да не веруваме. И ништо да не биде од ова, а јас верувам дека ќе биде, повторно ние ќе бидеме посреќни, порадосни и ќе имаме својот цел додека живееме во ова земно тело. А знаеме дека Бог е вистинит и оно што го кажал ќе го оствари. Овде Исус се моли, неговата волја била ускладена со волјата на Таткото. Исус ништо не правил, а да Отецот не знае. Навистина, Господ Исус Христос, кога заминал од ова земја, тој се упатил кон својот Отец. Никој не се искачил на небото, освен оној кој слезе од небото, Синот човечки кој е на небото. Библијата тврди, почитувани, дека Христос отишол на небото. И навистина, кулминација на Библијата и на последните книги од Светото писмо е неговото враќање. И Стариот Завет зборува за Христовото враќање, меѓутоа повеќе тоа го третира секако Новиот Завет. Тој ќе дојде и ќе ги собере своите и ќе ги поведе на најсигурно место. Тоа ќе биде на љубово патување. Ние спомнавме денеска за оној вселински брод и тие 7 луѓе кои загинале горе. Кога бродот се враќал, само една мала цевка пукнала и целиот брод експлодирал и луѓето загинале. Меѓутоа, нашиот брод со кој ние вселински ќе патуваме е најбезбеден и не треба да се плашиме. Меѓутоа, мора да си осигураме посебно оддело. Знаете, кога денеска овие кога патуват горе во Вселената, имат посебни оддела со воздух, со што ти ја знам, да издржат. Но знаете како ние ќе издржиме кога ќе патуваме? Ќе добиеме ново тело, вели Библијата. Ново тело кој ќе биде прилагодено за тие услови кои ќе патуваме кон ветената, кон новото небо, односно кон новиот Ерусалим. Каде денеска се Исус наоѓа? Каде е Бог? Еве го текстот. Знам еден човек во Христа, кој пред 14 години, не знам дали во тело, не знам дали вон телото, Бог знае, беше грабнат и издигнат до третото небо.
Обратете внимание сега, ќе го третираме, значи третото небо денес, односно вечерва. Павле бил во видение. Апостол Павле. Тој не бил директен Христов ученик, но го прифатил Христа и станал апостол. Павле добива видение и вели, бев издигнат до третото небо. И за таквиот човек знам. Не знам дали во телото, не знам дали вон телото, Бог знае. Значи, Бог е на небото. А што знаеме ние почитувани за небото? Апостол Павле овде доживел едно такво интересно искуство. Кога читајќи Библијата, ќе стигнеме до овој наслов, до овие текстови, малку сме збунети. Павле не е овде сега во првиот ред па да го прашаме со дополнителни прашања. Чекај, Павле, ајде малци објасни ни. Какво е тоа небо? Колку постојат неба? Каде е лоциран Христовиот престол, односно престолот на Бога? Каде се наоѓа денеска Бог? Павле денеска не е тука. Но кога некој ќе ви каже, почитувани, живеам на улица, која да кажеме, Беласица. После третата кривина, во третата куќа, таму ја живеам. И вие доаѓате и ја барате таа улица Беласица. И кога ќе броите куќи, од кој број почнувате? Од првата, втората и во третата, томе живее. Павле вели, бев пренесен до кое небо? Трето небо. Ајде да броиме прво, второ, па трето. Кој е тоа прво небо, почитувани? Што знаеме ние за првото небо? Првото небо е атмосферата која обкружува нашата земја. Многу е важно да знаеме како Бог ја создаде нашата планета. Ние читавме во првото предавање, но ове вечерва ќе се подсетиме уште еднаш. Значи, кога Бог ја создал нашата земја, таа е обкружена со една обвивка која штити од многу штетни дејства, од штетни зрачења и ни обезбедува живот и воздух. Еве да се присетиме на тој текст. Потоа Бог рече, нека има свод среде водата и тој да ја разделува водата од вода. И така стана. И создаде Бог свод и ја одвои водата што е под сводот од водата што е под сводот. Така и стана. И сводот, атмосферата, што ја обвикува нашата земја, односно што ја покрива, би рекле, самата наша земја. Бог го нарече небо и виде Бог дека е добро и настапи вечер и настапи утро. Значи, почитувани, ова небо го создал Бог. Тоа небо нас не штити. Знаете, авионите летаат некаде на 10.000 и 11.000 километри во висина. Таму може да биде студено од 50 до 60 под нула. Таму услови нема за живот, но Бог ја создал таа атмосфера да не штити нас. Замислете да живеете на планина минус 50 или 60. Но атмосферата околу нас е заштитен омотач кој не чува од тие зрачења и секојдневно не бомбардираат во јавноста да се сочува тој воздушен омотач, зашто со тие фреони, со тие отпадни работи хемиски што се испаруваат горе во Вселената, го пробива тој воздушен омотач и сонцето пржи, сонцето грее повеќе и затоа е забрането да се капеш, например, од 10 до 4 поплане, да би се заштителе од тие зрачења. Затоа што човекот со својата немарност ја уништува таа обвивка, што Господ ја создал за наше добро. Значи, небесниот свод, почитувани, не штити. При атомски експлозии се уништува озонскиот омотач. Тој гори како хартија која се витка. И подосна ќе читаме библиски текст, кога Исус ќе дојде, небото ќе се свитка како што вели Библијата? Како хартија, како книга. Значи, неговата функција е да ја заштити земјата од штетни материи и од смрзнување, како што капотот го штити човекот од студенило. Значи, кога Исус ќе се врати, овој дел на нашата атмосфера, односно првиот дел од ова небо, ќе изгоре, ќе биде уништено, ќе исчезне и ние ќе останеме без воздух. Но Бог затоа ќе приготви еден нов услов или телото наше ќе го прилагоди да можеме да обстанеме под такви услови. Текстот е на латиница, но еве јас ќе ви го прочитам. Да го прашаме Јов, кога размислува тој и како размислува за Бог како наш создател. Еве го текстот. Бог вели, каде беше ти кога ги поставував основите на земјата? Кажи ако знаеш. Кој ги определи мерките? Знаеш ли?
Кој го обтегнува јажето околу нас? Врз што се зацврстени основите неизини? Кој го положи аголниот камен, кога ликува од тринските звезди и кога сите Божи синови извикува од радост? Кој го затвори морето со врата и кога тоа се истрагна, та излезе како од утроба, кога облаците ги направив негова облека и маглата негова повивка. Ние луѓето не можеме целосно да ја сватиме Божјата големина. Не можеме почитување да го сватиме Бог како создател на нашата земја. Тој создал величествени услови нова планета. Но на жалост човекот од својата немарност и себичност ги уништува овие услови. Од една страна се градат фабрики. Оние бизнисмени експлоатираат. Па и овде сме ние, еве овој град Очевици. Воздухот е загаден. Зошто? Знаеме зошто. Значи некој преку прсти прогледува, за да не се спроведуваат законите кои ги има во оваа држава. Но на жалост, кој страда најмногу? Народот, обичните луѓе. И затоа Бог создал прекрасни услови. Меѓутоа тој омотач, тоа прво небо, кој треба да не штити нас, на жалост се повеќе и повеќе се уништува. Но тоа нема да биде секојаш така. Бог сака да докаже дека уште еднаш ние зависиме од Него. Ние зависиме од Бога. Навистина тој е создател. Еве, читаме текст во Еремија, кој ќе му заечи гласот, водите на небесата шумаат, ги крева облаците од крајот на земјата, му создава молња на дождот, го изведува ветерот од неговите засолништа. Како што паѓа дожд и снег од небото непрекинато додека земјата не се напои, не се оплоди и не се зазелене, за да му даде семе на сејачот и леп за јадење. Наистина, Бог создал се. Бог знае точно колку ни е потребна температурата за да обстанеме на оваа земја. Бог знае точно составот на воздухот. Замислете да има повеќе едното или другото. Ако запалиш кибрид, може да дојде до експлозија. Но Бог ги составите така направил, за да бидат таман, да бидат добри за нашиот живот. Тој понатаму води сметка за она што се случува на оваа земја. Исаја вели како што паѓа дождот и снегот од небото. И при крајот вели за да му даде семе на сејачот и леп за јадење. Дали се чувствувате пријатно почитувани што Бог на нашата земја покренал атом на животот? Кога ги посматраме годишните времиња, се чудиме од каде сега пролет доаѓа, се чувствува природата, еве сега зимата е на прагот, се чувствува тоа. Од каде овошките на пролет повторно цветаат? Дали е тоа случајно? Што ги покренува дрвјата да дават плодови? Која е гаранцијата на нашите земјоделци кога ова есен ја посеја пшеницата, а на пролет ќе порасне, подосна ќе донесе семе и ние ќе направиме леп од тоа семе? Еве го благословот. Од Бога е тоа. Бог вели за да му даде семе на сејачот и леп за јадење. Но на жалост некако луѓе се однесуваме кон ова библиска порака равнодушно. И тоа го прифаќаме како здраво и за готово, како тоа да е природно. Што мислите Бог тоа да го спречи една година? Ајде би имале некои резерви. Меѓутоа да нема 2 години сејдба, 3 години сејдба, што би се случило? Катастрофа. Навистина, луѓето би немале храна со што да се прехранат. Тоа е првото небо. Првото небо го опишавме сега, ке помине. И ке дојде денот, Господов како крадец, во ноќно време, тогаш небесата со голема бучева ке ги снема. Небесата. И стихиите ке пламнат, и ке се разрушат, и се што е на неа ке изгори. На неа се мисли на нашата земја. Се што постои почитување еден ден ке исчезне, ке се претвори во пепел. Така вели Светото писмо, Библијата. Небото ке се распадне. Ке се распадне како хартија, ке се свитка и ние ке останеме без воздух. Тогаш ке се дознае кој припаѓа на Христа вистински, а кој не. Денеска сите ние сме како летно време во шума, се е зелено. Но ако отиде сега горе на Витачот или на Кожов, кои дрвја имаат лисја? Зимзелените, така? Додека они листопадните скоро веќе ги нема. Кога ќе дојде Христос,
кога ќе исчезне првото небо, кога ќе се создадат други услови за живот, ќе останеме без воздух, но сепак една група на луѓе ќе бидат заштитени. Од мигот кога ќе се преобразиме, а тоа е неопходно за да го видиме Господа, ние ќе имаме други услови за живот. И само оние кои се под капата на Бога, на Исуса Христа како водич, ќе останат живи и ќе можат да преживеат. Ако не се преобразиме, не ќе можеме да ги издржиме штетните влијанија и не би можеле да преживееме без воздух. Библијата вели, и стихиите ќе пламнат и ќе се разрушат, а и се што е на неа вели ќе изгори. Овој следниот чекор кој наскоро ќе го објасниме. Значи, првото небо ќе помине, тоа го расчистиме вечерва. Но дали сме подготвени за следниот чекор? Одеме понатаму. Еден американски туриста одлучил да посети еден мудар рабин. Го нашол таму во шумата, во неговата скромна колиба. Има многу прашања овој американски туриста. Сакал да добие мудри одговори од овој човек. Рабинот живел, како што реков, во една колиба во шумата. Туристот некако ја нашол колибата, тропнал неговата врата, влегол натре и видел каде живее рабинот. Рабинот живеел во една сиромаштија, голема сиромаштија. Рабинот му понудил на туристот да седне, но во таа мала колиба немало столче, немало столица. Каде да седне туристот? Бидејќи рабинот веќе седел на столот кој бил единствен во самата колиба. Така да туристот почнал да стои. И при тоа прашал, зошто, рабине, имате толку малку работи во вашата соба? Каде ти е столот? Каде ти е фотелјата на која би можел да седнам? А на тоа мудриот рабин му одговорил, човече, а каде е твојата фотелја? Каде е твојот стол? Па, зошто не си ја понел со себе? Па јас сум туриста, рекол овој човек. Па гледаш, рекол мудриот човек, јас сум овде туриста. Јас сум само патник на оваа земја. Ова земја не е мој дом. И вистина, во право бил тој мудар човек. Ова земја не е наш вечен дом, почитувани. Ние ќе патуваме со Христа и таму ќе бидеме еден период од 1000 години. Но подосна, кога ова земја ќе се очисти, кога ова земја Бог ќе ја претвори во една оаза, во една едемска градина, тогаш повторно ќе се симнеме овде и ова земја ќе биде вечен дом овде, но после 1000 години. Ние синоќа и пресиноќа спомнавме кога зборувавме дека Бог е на таа обвинителна клупа, дека од 1844 година на небото се води истражен суд. Меѓутоа и за време на тие 1000 години ќе се води трета фаза на небесниот суд, кога подосно ќе го читаме тој текст, кај што вели дека ние, луѓето, на ангелите ќе им судиме, но за тоа малце подолу. Значи, Бог, почитувани, има одреден план за тебе и за мене. Да не евакуира, да не понесе, и затоа да не се врзуваме за земните работи. Треба куќа, треба се и работа, меѓутоа тоа е поминливо. Тоа е само да ни биде убаво додека сме овде, но еден ден се ќе остане. Само на дегресија со Лот и неговата сопруга. Вие кои сте читале Библијата знаете дека Бог решил да го уништи Содом и Гомор. И затоа испратил ангели да го предупредат Лота и неговата сопруга и децата. Лот покушал да им објасне и на крајот морале ангелите да интервенираат, за раце да ги фатат и ги повеле до местото Сигор во близина на Содом. Им рекле, одете, но немој да се свртувате. И да го замислиме, Лот оди напред, позади неговата, или керките оделе напред, ти биле млади, можеле да одат, Лот и на крајот неговата сопруга. Се оддалечиле неколку метри, стотици од градот, но жената на Лот, чие име не е запишано, била толку врзана, можеби за спалната соба, можеби за дневната соба, можеби за кујната, можеби за станот, за куќата, не знам што. Во еден миг се свртила и Библијата вели станала солен камен. Не е проблемот што таа се свртила и ние се вртиме. Меѓутоа проблемот бил што таа покажала непослушност. Низиното срце било повеќе во земните работи неголи послушност кон Бога. Зашто е врзано, почитуван пријатели, драги мои, нашето и твоето срце? Зашто сме ние врзани? Ајде да се врземе вечерва за Христа. Да вечерва се
поврземе со нашиот Спасител, кој ни нуди вечен дом. Не треба да платиме, не треба да одиме на аджилак, не треба да правиме некои тешки работи. Бог вели, поверувај, прими ме, признај, покај се и тргни со мене. Но ајде да одиме понатаму да кажеме нешто за второто небо. Ево што вели Давид. Небесата ја објавуваат Божјата слава, а за делата на рацете негови известува сводот небесен. Ден на денот објавува и ног на ногта знаење открива. Нема јазик, ниту пак говор во кој не се слуша нивниот глас. Сепак нивниот звук се разнесува по целата земја, а нивните зборови до краиштата на светот. Интересно е, во старо време човекот сватил колку е небото големо, огромно. Иако во почетокот луѓето ги броеле звездите и отприлика некаде околу 5000 звезди изброеле. И тие мислеле дека толку се. Но кога биле пронајдени тие големи телескопи, кога се вивнувале во длабочината на Вселената, луѓето биле восхитени и без збор останале. Милиони звезди, галаксии, тоа е нешто величествено што Бог создал во Вселената. Но овде Давид, кој често пати ги чувал своите овци на падините во Израел, се воситувал и ги напишал ове зборови. Небесата ја објавуваат славата Господова. Да, и ние денеска треба почесто да ги гледаме звездите и да се восхитуваме. Во една прилика Наполеон Бонапарта со своите 40.000 војници, со сета своја флота се префрлувал од Франција кон Египет. И така пловеле со денови и ноки. На еден брод пловеле императорот, значи Наполеон и неговите генерали. Генералите за време на тоа долго патување дискутирале, но во Франција веќе било прогласено дека не постои Бог. И вие знаете дека Франција е една држава, една земја, кај што многу луѓе беа убиени таму во 17 век, кои сака да бидат христијани и да живеат според Библијата и таа Вартоломејска ног. Стотици, илјадници луѓе били убиени. И во тоа време Бог бил прогласен за мртов во Франција. Генералите дискутирале цела ног, цел ден, сите денови додека патувале. И така тие велеле, ние со својата сила ќе станеме господари на целиот свет. Гледајќи ги Наполеон еден по еден своите генерали, титко ги слушал и ништо не зборува. Чекал да падне ног и им рекол, драги мои генерали, вие велите дека не постои Бог. Дојдете надвор. Ги извел на палубата и им рекол, го гледате ова звездено небо. Ако Господ не постои, тогаш кој ги ставил горе звездите? И посакувам лека ноќ. И потоа заминал на спиење. Наистина, почитувани, кој ги поставил звездите горе? Кој го поставил големото светло наречено сонце и она помалото месечина? И милиони звезди. Небото е тоа кое зборува за Спасителот, за Создателот. Еве што кажува во Прва Царевите 8 глава. Но зар навистина Бог ќе престојува среде луѓето на земјата, та небесата ни небесата над небесата не може да го опфатат, а камоли овој дом што сум го изградил. Овде гледаме, почитувани, како царот Соломон направил голем храм, величествен храм за израелците. Интересно, овде гледаме како се моли овој цар. И во својата молитва вели, не може Бога да го опфати ни небото над небесата, а камоли овој дом што сум го изградил. Каде се наоѓа Бог? Каде е Божјиот престол? Сега дојдовме до третото небо. Ајде вечерва да го земеме нашиот GPS, Библијата, и да го лоцираме Божјото место. Божјиот престол. Рековме што е првото, второто след звездите, сега одиме чекор по чекор до третото небо. Божјиот престол, почитувани, се наоѓа на третото небо. Тој од третото небо не гледа нас, тебе и мене. И останатите светови, кај што има луѓе интелигентни, но Библијата вели кои не се грешни. Бог, всушност, во секоја црква
има своја ординација. Ова просторија е Божја ординација, кај што се Бог открива. Бога ние не може да го ставиме во нашите рамки, во нашите цркви, но Бог е толку голем, но и толку мал, што може да влезе во твоето и во моето срце, во твојот и во мојот дом. Жена на еден лекар и низиниот син шетале по градот. Детето било мало и што туку почнало да чита, и знаете, малите дечиња кога читат, составуваат буква по буква. И така дошле до една црква и пишувало, а детето почнало да чита Божи храм. Ја погледнала мајка му и вели, мамо, дали овде живее Бог? Зашто пишувало Божи храм. Мајката го погледнала својот син и одговорила, не сине, Бог е на небото, но ова е неговата ординација. Бог има почитувани своји ординации многу на овај свет. И ова просторија, како што реков, каде што сме ние вечерва, е Божја ординација. Бог го исполнува целиот свет. Од него не можеме да се сокриеме, од него не може да побегнеме. Но сепак, иако е толку голем, Бог може да живее и во твоето и во моето понизно срце. Бог живее само во понизните срца, не во гордите. Бог е исполнува целата вселена. Иако велиме дека Бог е насекаде присутен, но сепак Бог има свое место на локација, каде што Бог престојува, каде што Бог го поставил својот престол. И еве го следниот текст. Соломон се моли, послушај ја молитвата на твојот слуга и на твојот израелски народ, кога тие ќе се молат на ова место, зашто тој направил храм и народот преку храмот упатувале молитва кон небото. Соломон вели, послушај од местото каде што престојуваш, од небесата и смилувај се. Бог е почитувани на небесата. Тој е горе на третото небо. Тој има свое место каде што престојува. Кога Павле пишува, а Павле ни е подлога за разбирање за третото небо, Павле вели дека на третото небо се наоѓа рајот. На третото небо се наоѓа рајот. Тоа е место каде што престојува Бог. А книгата на Откровение, ајде да читаме, малце ни зборува за тоа трето небо. Кој има уво нека чуе што им зборува духот на црквите. На оној што победува ќе му дадам да јаде од дрвото на животот што е среде Божиот рај. Ние спомнавме во минатите проучувања дека рајот Бог го повлекол и Бог поставил стража за да не влезат Адам и Ева и да јадат од она дрвото на продолжување на животот. Овде вели Јован, кој гледа во видение, го гледа новиот Ерусалим, коцкаст град, вели, таму луѓето ќе јадаат од дрвото на животот што е среде Божиот рај. Кога го читаме овој текст, дознаваме дека среде тој град се постои дрво на животот. Во новиот свет ќе нема место за дрвото на познавање на доброто и злото. Нема потреба да има веќе такво дрво. Зашто тоа е минато. Бог ќе пресече. Повеќе нема да се појави. Некој ми постави прашање, што би се случило ако нов Луцифер се појави во новата друга вечност? Што мислите, што би направил Бог? Повторно би взел ризик да светот потрае нови 6000 години, нов грев, нов Исус, нова смрт, ново воскресение. Ке има ли тако повторување? Не. Ако се појави нов Луцифер, а нема да се појави, веднаш ќе добие она што заслужува. Првиот Луцифер, кој се претворил во Сотона, во ѓавол, Бог знаел дека превзема тежок терет, но за да им покаже на другите светови, а и нам денеска дека е Бог праведен, и го чекал сатаната долго, со векови Бог го чекал да се покае. Но на жалост, наместо покаяние, тој повеќе се претварал во отпадник, во ѓавол, оној кој му наштетува на Бога и нам луѓето. Бог не очекува почитувани во рајот и сака да доживееме нешто прекрасно. Поубаво ќе биде ова место што Господ го приготува од местото каде што живееле Адам и Ева. Еве, читаме понатаму. И ми покажа чиста река со вода на животот, бистра како кристал, која истечуваше од престолот на Бога и на јагнето, среде главната улица. Внимавајте се, главна улица. Секој град има своја главна улица. Но ова главна улица ќе биде посебна. Овде вели дрво на животот што раѓа плодови 12 пати.
давајќи плод секој месец, а лисјата на дрвото служат за исцелување на народите. Бог вели дека ќе дозволи на својот народ да јаде редовно плодови од тоа дрво. Нема да има забрана, како што Бог и забранил на Ева да не јадат и на Адама. Со цел, со намера, со план Бог тоа го направил, за да покажат послушност Адам и Ева, зашто веќе се појавил нов господар во ликот на Луцифера, на сатаната. И Бог затоа вели, вие треба да одлучите. Тоа дрво било гласачко ливче за кого ќе гласат Адам и Ева во рајот. Имале само две опции. За Бога, Создателот, или за оној другиот наречен Луцифер или сатаната. На жалост, знаеме што изгласале Адам и Ева. Но ова дрво, овде ќе раѓа 12 плодови и луѓето вели ќе може да го вкусат и да јадат. На новата земја нема бунт, нема грев, нема проблем. Овде од царскиот престол, вели Јован, излегува вода на животот, а на незините брегови стои дрво на животот. Таму ќе има цела редица на дрвја. Не едно дрво, од кое може да се храниме. Исус е веќе таму. Тој отишол да го приготви местото. Според Јован, 14 глава, таму вели, одам да ви приготвам место и кога се ќе биде, јас го замислам Исуса, кој држи чекан во своите раце, сега го карикирам според нашите услови, и твојата плочка Јакове таму над вратата. Петровски Петре. Марко Марковски. Замислете кога ќе дојде на ред и твоето име да се зачука твојата плочка на твојата врата, на твојот стан. Таму има место за сите нас. Денеска многу од нас се подстанари, немат свој кров над глава и цел живот може некој се сели, но на овата земја нема селидба. Таму ќе бидеме за секогаш со Христа. Како што Исус за нас влезе најнапред откако стана вечен првосвещеник по чинот Мелхиседеков, свещеникот Мелхиседек. Исус влезе најнапред. Исус отиде најнапред да го приготви патот и да го прогласи дека е безбеден. Исус, почитувани, отишол на небото. Но како што е напишано, она што око не виде и уво не слушна или не чуло, нито на човечкиот уму дошло, тоа Бог го приготвил за оние кои го љубат. Наистина, прекрасна порака имаме вечерва. Исус го одредил патот и по тој пат и ние треба да тргнеме. Кога читаме за тој град, за небесниот град има 12 врати. На тој град нема клучеви, не се затварат тие врати. Тоа се 12 бисерни врати. Тие врати не ги чува Свети Петар, почитувани. Отфрлете таа лага. Не е вистина дека Петар ги има клучевите од рајот. Не. Тој почива во својот гроб веќе 2000 години и чека воскресение. Тие врати не се затварат. Тие врати не се клучат, зашто нема краци, нема грев. Таму ќе бидат сите спасени. Тие врати се бисерни. Вратите не само што се бисерни, туку се и прекрасни. А познато е како настанува бисерот. Познато е. Значи, кога зрнце песок или некој ѓубре, нешто отпадок, влезе во тробата на школката, која отеднаш се отвара несвесно и влегува тоа зрнце песок во тробата на самата школка. И таа произведува некаде околу 3 години е потребно за едно зрнце бисер. Меѓутоа, овие бисерни врати не се создадени од школки бисерници, туку се создадени од маките на Исус Христос, поднесени на Голготскиот крст. Голема цена, почитување, е платена за тебе и за мене, за ние еден ден да поминеме низ тие бисерни врати. Но, ајде да го видиме градот што Господ го приготвува за нас. Пишува во Коринтјаните 1:2-9, како што е напишено, што око не виде, не видело, уво не чуло, ниту пак на човек на уму дошло, тоа Бог го приготвил за нас. Еден проповедник пишувал проповед во својата канцеларија. Малото девојче, негово девојче, дошло во просторијата и му рекло: тато, ајде те молам, дојди да си играме малку. Таткото ја погледнал и рекло: сине, дозволи да ја завршам работата за неколку минути и ќе дојдам. Ми треба само уште неколку минути. Добро, тато, но знаеш што? А ако го исполниш своето ветување и ако дојдеш да си играш со мене, тогаш јас ќе те прегрнам толку силно што ќе знаеш дека таква преградка до сега не си добил. Важи? Важи, керко. Девојчето се свртело, отишло до вратата, но одеднаш повторно се вртело кон таткото и
потрчало, скокнало во неговата преградка и со сета сила го прегрнала за вратот и таткото ја погледнал керката. Драга моја, се уште не сум завршил. Дозволи ми уште неколку минути и ќе одиме да си играме. Знам, тато, знам дека се уште не си завршил. Те прегрнав за да знаеш што те чека кога ќе завршиш. Почитувани, дали ние знаеме што не чека кога ќе заврши се ова што се случува на оваа земја? Нешто слично ќе се случи. Бог, Исус Христос, едва и чека да дојде да не прегрне. Но ние треба да му не дозволиме туку, да придонесеме тоа да се случи побрзо. Бог чека на твојата, на мојата одлука. Дали вечера сме подготвени да му кажеме тивко во своето срце: Боже, фала ти што ме повикуваш. Еве јас полека ја подотворам мојата врата. Влези во мојот живот. Очисти ме, ослободи ме од моите пороци, од моите проблеми. Ти знаеш дека се борам со ова, со она и така натаму. Бог чека, почитувани, како ова девојче што го прегрнало својот татко и му рекол: ќе знаеш што те чека кога ќе дојдеш. Дали ние знаеме што не чека кога Исус ќе дојде? Секако Библијата тоа ни го открива. Еве го текстот. Те молам и тебе, искрен сотрудниче, помагај им на оние што се грижи во Евангелието заедно со мене и со Климент и со другите мои сотрудници, чии имиња се во книгата на животот. Постои прашање: дали ќе се препознаеме на новата земја? Што мислите? Еве сега сме овде, многу лица поминаа низ ове предавања. Со некои се познам од порано, за некои се нови за мене. Вие мене ме запознавте. Ако се сретнеме после месец, два или не знам кое време, можеби ќе се забораеме. Но дали на новата земја ќе се препознаеме? Дали ќе се сетиме за едно вакви предавања? Дека сме зборувале за милоста Господова. Еве одговор што туку го прочитавме. Овде Павле вели во последниот дел од книгата, чии имиња се во книгата на животот. Значи ние ќе бидеме вистински на новата земја. Нема да бидеме некои духови, безлични духови. Туку Павле вели, чии имиња се запишани во книгата на животот. Бог, почитувани, го чува нашиот карактер, ја чува нашата личност. Според Библијата, ние нема ништо да понесеме горе. И тоа секој ден го гледаме на градските гробишта. Никој ништо не носи. Само ќе го понесеме нашиот карактер во ликот на нашето име. Ние ќе го понесеме нашиот карактер, но ќе се препознаеме. Како денеска се препознаваме оддалеку кога ќе видиме некоја фигура позната на нас? По одот, така се препознаваме. Секој од нас има специфичен од. Меѓутоа, ние ќе се преобразиме во младоста, ќе се вратиме. Значи, сите ние кои сме преку 20-30 години, Бог ќе не поврати во младоста, ако еден ден починеме, секако, или ако бидеме живи, кога Исус ќе се врати на оваа земја. Еве уште еден текст, малце поблиску. Сега гледаме како низ огледало, нејасно, а тогаш лице во лице. Сега спознавам делумно, а тогаш ќе спознам совршено како што и сум спознаен. Значи, почитувани, и денес ни е пријатно кога ќе се сретнеме еден со друг. Се познаваме и се среќаваме, тоа е убаво. Но тогаш кога Бог ќе не врати во нашата првобитна состојба, кога ќе се преобразиме, кога ќе слушаме подобро. Знаете, денес некои од нас не слушат добро. Има ли такви? Има ли такви кои не гледаме добро? Користиме еве наочари. Кога ќе ги разбереме тајните на вечноста, секако дека ќе се препознаеме еден со друг. Да ни помогне Бог да се најдеме сите во Божето царство. Но постои прашање. Еве, да го читаме овој текст на Џон Њутон. Еве тој што се чудел. Ако некогаш стигнам во рај, таму ќе видам 3 чуда. Кои се тие 3 чуда? Прво вели, ќе се сретнам со лица за кои сум мислел дека нема да бидат таму. Второ, таму нема да има лица за кои мислев дека ќе бидат. И најголемо чудо ќе биде тоа што јас ќе бидам таму. Можеби ќе се изненадиме кога еден ден ќе бидеме таму. Можеби се чувствуваме недостојни, грешни, но Бог видел во твоето и во моето срце покаено, срце препородено, срце новородено, срце кој го прифатило Христа. И еве одиме при крај на ова вечерашно размислување, уште едно прашање да поставиме. Што ќе работиме
за време на 1000 години горе на небото. Со што ќе се занимаваме? Дали ќе имаме своја професија? Што ќе биде тоа со што ќе се занимаваме? Еве што вели Јован. И видов престоли и седнати на нив, на кои им беше дадено да судат. Ние пред некоја вечер читавме во Данило, кога старецот, односно синот дојде, книгите се отворија и почна тој небесен суд. Тоа е сега суд кој се води горе на небото. Ова е трета фаза на судење. За време на тие 1000 години горе спасените ќе судат. Еве го текстот. Вели, и видов престоли и седнати на нив, на кои им беше дадено да судат, а и душите чии глави беа исечени поради сведоштвото Исусово и заради Словото Божјо, а и оние што не му се поклонија на зверот ниту на неговата биста и не примија белик на челата своји и на раците своји и оживеа и царуваа со Христа 1000 години. Ова е милениум, почитувани. 1000 години поминати во вечноста. Тоа се наши, можеби, 11-12 век. Но на небото тоа ќе помине како секунда. Зашто нема да ни биде досадно. Тамо ќе има прекрасни услови за живот. Ќе има патување на другите планети, да се посетат другите луѓе со кои може да разговараме, да се дружиме. Но ќе има еден процес, наречен судски процес. Над кого? Над грешните кои останале на земјава. Тие грешни нема да воскреснат, но ќе им се суди и на други, на ангелите, односно на демоните. Значи, на небото нешто ќе се случува. Еве Павле малце поблиску ни кажува. Текстот го имам овде кај себе. Не знаете ли дека на ангелите ќе им судиме? Да, на кои ангели? Нападнатите ангели ќе им се суди. Значи, еве го текстот долу. Не знаете ли дека на ангелите ќе судиме, а не пак она секојдневното. Значи, за време на тие 1000 години, спасените ќе бидат заедно со Исуса на небото. Ќе се одвива трета фаза на судење, дека Бог е праведен, дека Бог не бил подмитен, дека Бог не бил неправеден, туку тие што останале на земјата, останале собствено, по своја одлука, не по Божја одлука, туку тие ја искористиле својата слободна волја. Значи, при извршување на таа одлука за сатаната, спасените ќе бидат сведоци дека Бог праведно судел. Ќе биде плачење за луѓето кои не биле блиски, а ги нема на небото. Значи, луѓе кои не биле блиски, а не се на небото. Ние за нив нема да се сеќаваме. Но оние кои ќе воскреснат во второто воскресение, ќе бидат свесни што изгубиле. И тие можеле да бидат горе, а сега се заглавени овде на земјата. Прилика за барање, за прошка нема. Денеска е време, почитувани, додека сме живи, да се покаеме за своите греови. И понатаму ќе ни се отвори можност за растење. Значи, на новата земја, на небото, децата кои се како деца затекнати, физички ќе растат и ќе добијат една своја висина. Морето ги поврати мртвите своји кои беа во него, смртта и пеколот ги повратија мртвите своји што беа во нив, и секој прими суд според делата своји. Значи, почитувани, ова е конечно, ова е крајот. Ова е личниот избор, твој и мој. Бога не смеме да го обвинуваме во која група ќе се најдеме. Ние одлучуваме. И понатаму текстот вели, и кој не беше запишен во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. И ќе дојде денот Господов како крадец во ноќно време. Тогаш небесата со голема бучева ќе ги снема, и стихиите ќе пламнат и ќе се разрушат, а земјата и се што на неа ќе изгори. Бог сега ќе се повлече еден чекор. Ќе се повлече назад и ќе каже, драги мои, бидејќи не го баравте моето присуство, јас сега се повлекувам. Бог, почитувани, ќе се пресели на новата земја. Ова е навистина прекрасен настан. И еве што вели Јован. И видов ново небо и нова земја, зашто поранешната земја поминаа и морето го немаше веќе. И чув глас од небото како зборува, еве го светиот чатор. Ова ќе се случи, овие изјави, после 1000 години поминати на небото. Земјата е обновена, претопена, Бог создал нови услови за живење и Бог сега својот престол од небото ќе го пресели овде нова земја. Ова изјава, овој стар израз, скинија, тоа или шатор, еве го светиот шатор, светилиштето на Бога меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив
каква прекрасна изјава дава Јован. Бог ќе живее, вели, меѓу луѓето и тој ќе живее со нив. Тие ќе бидат негов народ, а сам Бог ќе биде со нив, нивниот Бог. Драги мои, дали сакате да бидете на оваа земја? Не треба пасош, не треба виза, не треба церемонии, не треба средства, не треба гаранција. Едноставно, прими го Христа, покај се, верувај и тргни со Него. Да бидеме подготвени, да се сретнеме еден ден со нашиот Спасител. После уништувањето на грешната земја, ќе спомнам уште еднаш, целосно Божиот престол од третото небо ќе се пресели овде. Овде ќе биде тој управен центар за целата вселена. Каква предност ќе имаме ние? Затоа што сме најнапатена земја, затоа што сме почувствувале грев, смрт, другите светови тоа не го познават. Ние ќе имаме таква привилегија Бога да го гледаме, да бидеме со Исуса, да се дружиме. И имам милион прашања што сакам да му поставам, а верувам дека и ти, и сите ние имаме прашање за Исуса. Проповедникот Винтли Пипс, тој е еден христијански пеач, пее христијански песни, оди пред цареви, председатели, пее по цел свет. Тој зборува за својата вера, зборува за својата поврзаност со Христа и љубовта која има кон Исуса Спасителот. Во една прилика го запрашале кој е неговиот најголем сон. Знаете, сите имаме ние некои сонови своји неостварени. Еве што тој одговорил. Мојот сон е следниот. Знам, вели, кога мојот дом ќе биде завршен на новата земја. Го замислува. Во визија, во сон, вели, мојот дом кога ќе биде завршен од страна на Бога. Бог веројатно, вели, нема да го вароса мојот стан во моите омилени бои. Туку тоа ќе го остави јас да го направам. Потоа ќе го облечам, вели, работното одело и додека ги обелувам ѕидовите, ќе ја пеам најубавата песна што ја знам. Отворете на YouTube, ќе го најдете овој пеач. Прекрасно пее. Црнеце, меѓутоа има прекрасен глас. Одеднаш, вели, ќе слушнам тропање на врата. Тој тоа си го замислува. Ќе отидам да отворам, а пред мене стои самиот Исус Христос. Тој ќе ме погледне и ќе ме рече: Винтли, немој да се лутиш што те прекинувам во работата, но планирам да посетиме дел од вселената во која се уште не виделе спасен човек. Те молам, ајде појди со мене да видат како изгледа спасен човек. Секако, Господе, одговорил Винтли. Брзо ќе се пресречам и веднаш доаѓам. Тргнуваме на патување. И Господ изненадно ме погледнува и ми вели: Винтли, јас ќе одржам краток говор пред небесните суштества, но ти дали можеш да отпееш една песна, прекрасна милост? Со солзи во очите ќе му одговорам: Господе, секако ќе отпеам песна. Почитување, ова е само размислување на овој Господин, на овој пеач, на овој христијански човек кој целосно му верува на Господа, кој пеел пред председателите на Америка. Често пати го викаат за Нова година, го повикуваат да пее. Тој чврсто верува во Христовото враќање. И затоа замислиле на таква сцена, кога тој самиот ќе си го варал со станот, иако нема потреба, зашто Исус вели: одам да ви приготвам и кога ќе биде се готово, ќе се вратам да ве земам и вие да бидете со мене. Вистина, еве го текстот кој може да го читаме: ќе градат куќи и ќе живеат во нив, ќе садат лозја и ќе ги јадат плодовите нивни. Ова е само символика. Ова се однесува и за израелскиот народ кои били во Вавилон и Бог им ветува: ќе се вратите назад, ќе садете лозја, ќе садите градини, ќе ги јаете плодовите нивни. Но овој текст сака да ни покаже дека на новата земја ние ќе имаме рекреација, нема да ленчареме. Нова земја после тие 1000 години. Овде ќе се живее, но таа работа ќе ни биде една врста хоби, неоптеретување. Волк и јагне ќе пасат заедно, а лавот ќе јаде слама како вол, а на змијата правот ќе биде храна. Тие нема да причинуваат зло и штета по целата моја света гора, вели Господ. Почитувани, Бог има план за тебе и за мене. Дали сакаме да бидеме и ние дел од таа група на луѓе кои ќе бидат спасени? И сосема на крај, еве што вели Петар, за твојата и за мојата одговорност. И така, бидејќи сето тоа ќе се разруши,
каков треба да ви биде вашиот свет живот и побожноста ваша, додека го очекувате и посекувате скорото доаѓање на Божиот ден, во кој небесата ќе се разрушат и основите во оган ќе се стопат. Нека навистина Господ Бог ни помогне да овие висти што секој вечер ги откривавме, почитувани, да се всадат длабоко во нашите срца и да размислуваме. Предавањата нема да завршат со вечерашното. Тоа е само еден мал отворивме. Библијата е неисцрпен бунар. Цел живот не може да се изучи оваа книга. И затоа на срце ви ги ставам сите овие теми. Ако немате од ова, земете си да се подсетите секоја тема за што учевме и нека Господ сите нас не благослови и да ни помогне еден ден да се најдеме во Небесното царство. Амин. Ке се помолиме така седејки. Драги Боже, од срце ти благодариме што ни даде добро време. Овие 8 вечери, секој ден доаѓавме овде, се дружевме еден со друг, но пред се со Тебе. Ти благодариме, Господе, за секоја вистина што ни ја откри. Помогни ни, Господе, да одлуките кои ги донесовме во нашите срца да се остварат. Да не бидат само информација и утре да ги забораваме, туку нека Твојот Дух, Боже, не поттикнува и не подсетува. Да размислуваме за себе, за својата иднина, за својот живот, да сватиме дека овде сме гости и дека ништо нема да понесеме со себе, туку само нашиот карактер. Благослови не сите кои бевме вечера овде, и оние кои доаѓаа во минатите вечери. Ти, Господе, води ги со Светиот Дух и донеси ги до вистински пат. Пат кој едино ќе не однесе до Тебе, а тој пат е нашиот Спасител Исус Христос. Во Твои раце се предаваме и нека биде Твојата волја остварена во нашиот живот. Амин.